Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов одржа координативна средба на тема загрозување по животот и здравието на луѓето и по материјалните добра од подземните води, од дрони рушење на подпорно-оградниот зид на улицата Белградска, кај јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести Скопје, информира од неговиот кабинет. На средбата во ЦУК присуствувале сите поканети представници од Министерството за здравство, град Скопје, општина Центар, инспекцијски совет, Министерство за внатрешни работи. Присутни биле и вработени во Центарот државниот советник Драгитар Чуговски и колеги од секторот за операции и координација на ЦУК, кои се појаснува во соопштението. Непосредно се ангажирани за конкретната проблематика за координација за решавање на опасноста. Министерството за здравство согласно решението и заклучокот од градежниот инспектор на општина Центар да започне со изградба на ограден подпорен зид како привремено решение. Град Скопје да изработи динамика и да започне активности за изработка на нов сообраќаен проект во координација со СВР Скопје, со што би се редуцирало движењето на тешки товарни возила. Град Скопје ќе пристапи кон пресадување на дрвијата на трасата на улицата Белградска, истовремено при активностите за изградбата на подпорниот ограден зид од страна на Министерството за здравство. Центарот за управување со кризи да побара извештај од Министерството за животна средина и просторно планирање, водостопански инспектор за намената и состојбата на руиниран канал, каналски систем на улицата. За трајно долгорочно решавање на проблемот град Скопје е потребно во координација со останатите надлежни институции да изготви нова хидролошка студија и студија за заштита на подземните води на падините на водно, врз основа на што би се превземале трајни мерки за изградба на нова улица со потребната каналска мрежа и нејзино асфалтирање, појаснуваат попладнево од Центарот за управување со кризи.